Здраво, ова е 249-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Кајмак на Милчо Манчевски, во кој станува збор за два пара од висока и ниска класа со средовечна криза кои започнуваат неконвенционални врски во брачниот кревет, кои мислат дека ќе донесат свежина во будоарот, но само ќе бидат скалило за доближување до нивната вистинска среќа. Филмот е пресек на денешницата, одраз во огледалото кој треба да биде непријатен за гледање, затоа што да не бевме суетни и егоцентрични битија, можеби немаше ни пречи приказот, кој не е ниту идеализиран, ниту банализиран, туку е безпоштеден, какво што треба да биде проникливата хумореска со интелектуална социокритика во своето јадро. Да видиме дали Де Ла Сол беа во право кога пееа дека 3 е магичен број во делото на Манчевски. Во хиерархиската поделба на дното го имаме парот на Карамба и Данче, глумени од Александар Микиќ и Симона Спироска, обезбедување во банка и работничка оборекчилница, кои живеат едноставен, но досаден брачен живот, се додека не фрли око Карамба на Виолетка, глумена од Ана Стојановска, девојка која продава кајмак на пазарче, која што ќе заврши во неговата брачна постела, за да му го зачини бракот, меѓутоа кога ќе ги начека на дело Данче, ќе се развие една посилна љубовна нишка помеѓу неа и Виолетка, нова сексуално будење на Данче, занемарувајќи го Карамба и назначувајќи го за соголем батлер на нивната новородена љубов, во која нема место за него. Карамба денес не бил толку забавен како кога го запознала Данче, а со помош на метафората дека бурек здосадува ако се јаде секој ден и убаво е да се проба кајмак од време на време, содржајна е алегоријата за потребата од нов член во заедницата, слободоумен и смел како што е Виолетка. Сепак, Карамба, како двигател на комичното дејствие, не е комплициран човек, не треба многу за да биде среќен, чоканче ракија, кајмаче на леп или на некое соголено женско тело или две и не по тој редослед. На високите катови од зградата живеат Ева и Методи, глумени од Камка Тоциновски и Филип Трајковиќ, кои што не може да имаат дете, па ја плаќаат доста, глумена од Сара Климовска, да биде мајка сурогат, која ќе го роди нивното дете, девојка од село со посебни потреби. Методи сака да има дете по секоја цена, а Ева наоѓа начин да му ја исполни желбата на Методи преку Доста, која наградена е со телевизор за трудот, но субститутот за љубовта си плаче по неговата биолошка мајка, а не по резигнираната и обезволена Ева. Така што во двата случаи Карамба и Ева се тие чии што замисли се исполниле, но со изненадувачки реперкусии кои водат кон адекватниот епилог, кој ќе ги поврзе нив во една нераскинлива врска, која е воспоставена преку мојот најомилен чинител во филмовите на Манчевски, а тоа е магичниот реализам, кој во овој случај е применет преку одвеаниот Пердов, среќата која ја подаваат богатите и сиромашните за омигот кога ќе се предаде од еден друг да пресуди куршумот. Слободно можеше Милчо тука да го сопре филмот со ригорозен фатализам, да си заминеме дома со кнедла во грлото, но тој оди еден чекор напред за да демонстрира дека животот на крајот на денот ќе си ги испише своите среќни краеви и се ќе си дојде на своето место. Вокабуларно Манчевски не ја пропушта можноста филмот да го зачини со архаизми кај жителите кои живеат на земја, а не во кулите од слонови коски, кај што пак се одвиваат помодарски дискусии за условно кажано во наводници нашите кошаркари во НБА и сајберфеминизам со диетални пароли за една употреба, кои стануваат доминантни флоскули кај елитните, односно привилегираните кружоци на фодули. Не смее да се занемари фактот дека гледаме и земја во која дел од младите се иселени и комуницираат преку социјалните мрежи со нивната најблиска фамилија. Времето не апологетски им истекува на ликовите, свесни за тој процес поради белезите кои ги остава нивните тела, па одлучуваат да преземат нешто и очајно зграпчат непресметливи одлуки кои подосна ги рационализираат како свое последно ура во полето за малограѓански надпревар помеѓу народите. Кајмакот е лајт мотив кој треба да се собере од млекото во првиот чин на филмот, да ги оплемени
нивните животи, за да може да се продре низ него и дојде до суштественото извориште на несреќата на ликовите, кој за воја на иронијата умее да биде и алатка за предигра, барем во филмот. Кога е еротиката опрашање, секој режисер има различен пристап во нејзино естетизирање, а во случајот на овој филм, Манчевски се потпира на преупотребената игра со фокусот за време на соголените сцени, што постепено прераснува во негов авторски потпис, но и со тоа избистрување и заматување на фокусот се создава ритам, кој е пак од дополнителна помош за одржување на динамиката на тие сцени. Ќе си земам за право да направам неколку спреги со светската кинематографија, ќе впрегнам неколку очигледни резонанци, како што се Бергмановата преградка и судбината на новороденчето, или пак модалитетот на шпагети вестерн, односно Серджо Леоновскиот пресред на погледи во успорена снимка, или омажот на Карамба како Тревис Бикл за сиромашни, се разбира, сите се реализирани ни собствена призма, меѓутоа уште една силна алузија ќе проектирам дека е паралелата со азиската кинематографија, односно корејската и хонконгшката, кај што таа финансиска нееднаквост на богатите и сиромашните, кои корејските и хонконгшките режисери ја доловуваат на визуелен план со судирот на богатите населби и сиромашните населби во пренаселените Сеул и Хонконг, во кајмак е пресликано преку отмениот и колоритен дом со силен алмодоварски колорит, визави надолниот тилт кај што се изградени куќите на сиромашните, од кај што се гледа со жабја перспектива во терасите на богатите, односно финансиската нееднаквост е евидентна со самиот избор на кадрирање, па додека сиромашните варат ракија во дворот, богатите излегуваат со нивните автомобили од подземните гаражи и се опатуваат во планинските рурални предели, кај што живеат нивните кумови, кај што пасторалната селска идила со трошни домови е уште еден контрапункт на градскиот живот во бучното Скопје, во кое никнуваат разноразни згради, распослани како плевел. Манчевски режисер кој што и користи сите постмодерни алатки за автореференцијалност на богатиот филмски свет кој го има изградено, дали е тоа начнувањето на богомолката во сад за видеоповикот, или пак никулецот на тројката на задното седиште во такси во Врба. Филмот кој одекнува концептот на неплодноста, кој е доразработен со друг наративен механизам тука, или пак евоцираното гробно место. Режисерот не ја испушта долгогодишната самосвесна игра со гледачот, кај што дури и го манифестира своето физичко присуство пред камерата во комичен манир, како и секогаш, овој пат во името на светиот рекламен материјал. Жанровски, како и да го кодифицирате, дали во социјална мелодрама, црна комедија, драмедија, нема да сгрешите затоа што содржи елементи од сите формулации. Во зависност од напишаните улоги, кастингот е доделен на адекватна актерска екипа која што без проблем се носи со предизвикот на улогите. Некои од нив глумеле ликови со слични тенденции во кратки филмови, но некои од споредните улоги, како таа на Петар Мирчевски, ќе остане запаметена по перформансот на травматичните реплики, а Крсте Роджевски фрли еден љубопитен поглед пред да замине за Америка, но Сара е таа која што требаше да се соочи со предизвикот на убедливо доловување на физичката попреченост, наспротив потребата за истакнување на глумата, двојба која ја пренесе на камера на умешен начин. Како музичка подлога на филмот се искористени фрагментирани етнопартитури, а мелодичната свита на Томас Фогуен, која ја изведува данскиот жичен квартет, служи за засилување на емоционалните квалитети на делото, подпомогнато со дополнителна музика на Игор Василев Новоградски. Снимател е данецот Улрих Боел Пенцен, кој успешно доловува финансиска поделба на народ во еден кадар преку градбите во кои живеат, и уште од Rear Window тилтот на почетокот се запознаваме со малото прашање, кај што сиромашните фрлаат поглед нагоре со по некоја сост кон богатите, а тие ги прскаат сиромашните и ја демонстрираат врвната некултура со фрлање на отпушоци и шишиња од терасите. Очигледен е и антиподот на екстериерите во градот и селото, а продукцијскиот дизајн на интериерите соодветно сведочи за тоа колку се имотни нивните собственици, со тоа што во домот на богатите се снима широко, за да се долови самотијата на сопругата на тераса и сопругот на лаптоп, а двопланови има во домот на обезбедувачот на банката, кој што дури и во банка гледа нагоре, кон скалите кои ги искачува богатите, чија што колекција на интригантни шишиња од кои пие ракија,
мора да се напомене. Впечатлив е и постерот на филмот, во кој се начнува темата на љубовните ескапади и баханалии, односно илустрирана преку заплетканите стапала. Марио Микисанти од The Hills Have Eyes на Александре Ажа се погрижи за крвавата шминка. Монтажата е на холандјанецот Емил Нунинга, кој создава незапирливо течение во непретенциозно време траење, тој така наречен 100-минутен sweet spot, кој не го злоупотребува вниманието на гледачот, додека непречено настанува преминот во структуралните чинови и интеракцијата помеѓу ликовите од различни сталежи е неизбежна во соседството помеѓу комшиите, но нема колизија на овие два света и симултаното жонглирање помеѓу комичните и драматичните секвенци бара оптимално балансирање, правејќи тонална флуктуација, која мора да сватиме дека не е толку лесно да се вкаи во номенклатура на едно толку тонално изедначено дело. Режисерот Милчо Манчевски доживува енормен светски успех со својот прв долг филм Пред дождот од 1994 година, станувајќи единствениот домашен добитник на Златен лав во Венеција, потоа добивајќи свое издание на Критерион и номинација за Оскар, дело кое се изучува на филмските академии како поим за фрагментирање на наративната структура на творбата, како одлика за доловување на безизлезот од магичниот круг на злото, кој не е тркалезен. Во 2001 година ја снима постмодерната приказна за двајца браќа каубојци кои трагале по злато во Македонија на почетокот на 20-тиот век, за во 2008 година да го сними филмот Сенки, во кој коските на починатите ги манифестираа нивните духови за да бидат вратени на нивното почивалиште. Од 2010 година го сними триптихот во кој ги тестираше границите на реалноста и фикцијата во Мајки со шокантниот краток филм Четврток од 2013 година, кој беше составен дел од Венециската антологија, а во 2017 година ги предизвика координатите на времето во ултраспориот крајот на времето, кој беше употребен како журнал пред почетокот на Бикини Мун, филмот за насловената бездомничка, која го добива вниманието на еден филмаџија, за во 2019 година да сними уште триптих, односно Врба, во кој протагонистките во различни ери требаше да се носат со предизвиците на нивното потомство. Во неговите филмови наоѓа начин да го прикаже судирот помеѓу ликовите растени во урбани и рурални средини, во колизија помеѓу нивните желби и можности, неретко со фрагментирана структура, предизвикувајќи ги дидаскалиите на времето и просторот, преозначувајќи ја намената на архаизмите и уловувајќи ги природните убавини на државата на камера. Кога е комедија во прашање, се пука со различен асортиман, но највпечатлива ќе ми остане сцената во која што попови во приколка се шетаат низ градот, а некои од еротските сцени не баре се излезени од германско надсинхронизирано порно од 70-тите години, но филмот содржи бројни дивергентни комични секвенци, кај што мора да се истакне дека тука веќе се во прашање вкусови на комедија, кои нема да им се допаднат на сите, а за вкусови и тоа како треба да се дискутира. Ако во Врба посакував приказната на Сара да замине во жанровски домени на фолклорниот хорор филм, во новиот филм многу лесно ќе ги забележите ликовите во вашето соседство, кои за странците можеби ќе делуваат карикатурално и тривиализирано, нема да го дофатат контекстот, токму затоа што не го живеат нашето поднебје, кај што радоста и тагата не само што се сестри, туку со нив се пресретнуваме секој ден, трагајќи по таа трошка недофатлива слобода и среќа. А Манчевски ни допушта воајерски да дзирнеме низ кучалката во домовите на соседите, во свет во кој што комшијата истовремено ти е и душман и спасител. Филмот имаше својата премиера на Токискиот филмски фестивал, а потоа се прикажа во Тајпеј на Golden Horse филмскиот фестивал, пред да се прикаже во нашата држава и бидејќи беше дистрибуиран по 30 градови низ државата, го гледав во кино во еден од нив и треба да се апелира до институциите дека ако се има намера да се отвори киносала, тоа значи дека се прави договор за нејзино доживотно одржување и надградување, а не ставање на проектори 2 звучинка во сала за театар од пред една деценија, што резултира секоја проекција на дотрајаната опрема да биде на штета на самото гледачко искуство. Така што недопуслива е негрижата за домашните киносали и ако има пари за крадење од државата, за луѓе кои не си ја работат својата работа, има пари и за одржување на киносалите и нивната опрема. Продуцентот Јане Ќуртошев оствари копродукцијска соработка со Данска, Холандија и Хрватска, како и со Европскиот фонд Евроимаж, а МРТ имаше функција не само како копродуцент, туку и пред камера во делот во кој се исмеваше иронијата на помпезното земање на изјави на
финансиски неситуираните семејства со потомство кое не може да го има Ева. Урбана сатира за потрагата по среќата во деконструкцијата на модерниот брак, кај што тројца се потребни за да се игра последното танго во бучното Скопје со нетрпелив метеж во неговиот крвотек и транзициско градилиште со фасада на вавилонските кули на чистилиштето која се рони. Несреќни семејства кои морат да морфираат низ крвава катарза за да се расчисти градскиот смог, за наликовите трагачи да им се обзнани нов пат кон невообичаениот берикет. Доколку ви се допадна 249-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!